Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН ќе имаат и повеќе од стабилна влада, блиска и до двотретинско мнозинство. Дуј рече се сигурно заменува во опозиција, а во владината коалиција ќе биде Здружената албанска опозиција вреди. Според познавачите се очекува дел од мнозинството да бидат и 6 пратеници на знам на Максим Димитриевски. Онаа коалиција која што говоревме пред изборите дека е најверојатна, тоа е ВМРО ДПМН со вреди и најверојатно со знам на Максим Димитриевски, со што би се обезбедило мнозинство не само што е стабилно, туку што е многу блиско до двотретинско мнозинство во следниот парламент. На истиот став е и политичкиот аналитичар Александар Ристевски. Според него тоа е веќе очигледно и најавувано во сите можни комбинаторики. И од страна на најголемата победничка партија, посакувани партнери се пред се албанската опозиција со Влен со 13 пратеници, автоматски таа потенцијална влада би имала 71 пратеник и би имала повеќе од стабилност. И тука мислам дека е како опција и 6 пратеници на Максим Димитриевски со тоа што со таа некаква комбинаторика би се приближило и до моментот на 80 пратеници. Со цел засилување на мнозинството, според Ристевски, можно е Мицкоски да тргне во преговори со пратеници и кои се дел од коалицијата на Дуј, бидејќи според него добар процент од нив воопшто и не се дел од интегративците, туку од други партии. Мицковски и ВМРО ДПМН ќе се потрудат во таа кошница од гласови да земат уште некој представник. И јас мислам дека и од коалицијата на Дуј, затоа што ние цело време велиме Дуј, но Дуј во тие 19 пратеника мислам дека можеби 35-40% не се нивни пратеници, така да мислам дека дел од таа структура дека ќе се издвои, ќе се обиде да влезе во владината структура. Поред Божиновски, таа варијанта е повеќе од можна, бидејќи станува збор за нова коалиција, а во неја и кадри кои претходно беа дел од владите и на СДСМ, но и на ВМРО ДПМН. Зависи, се разбира, и самиот однос кој што го имаат внатре во таа коалиција. Таа коалиција е релативно нова, се формираше пред изборите. Најголем дел од тие партии беа претходно во коалиција со СДСМ, ако не се лажам, дел од нив беа во претходната влада и на ВМРО ДПМН, така да не можам тоа да го исклучам, се разбира, но све зависи на која база се поставени самите односи помеѓу Дуј и помалите коалициски партии. Инаку од Европскиот фронт на Дуј, кој доби 19 пратеници, дури 9 се од коалиционите партнери, а еден од оние кој влезе е и Муса Џафери, кој беше дел од партиската фракција, па подоцна повторно се врати во јатото на Али Ахмети.